Клиничката болница Битола ќе добие нови 145 медицински апарати. Предвидена е набавка на трансректална сонда за биопсија на простатата, со што ќе се овозможи воведување нова метода која досега воопшто не се работела во болниците, а пациентите биле упатувани во Скопје. Исто така предвидено и набавка на нови апарати со кои ќе се заменат старите и дотраени, како што се дигитален мамограф, респиратори, ехооператори, сонди и така натаму, со што пациентите ќе добијат побезбедна, успешна и побрза дијагностика и лекување поблиску до своето место на живење. Ова денеска го истакна директорот на Битолската болница Василе Најдовски. Денешната весија е продолжување на доопремување со медицинска опрема која ќе донеси поголем бенефит како за пациентите, така и за вработените. Континуитетот, како што спомнав, и понатаму продолжува, освен досегашните добиени акцелератор, бронкоскоп, еходоплер, имаме уште 145 апарати во вкупна вредност од 1.167.550 евра. Со последниот проект се заокружува во целост опремувањето на клиничка болница Битола, освен инфраструктурно, во опрема, исто така има и во човечките ресурси. Целото тоа ќе допринеси за што побезбедна, побрза и поуспешна дијагностика и лекување на пациентите, што поблиску до местото на живење. Во Битолската клиничка болница изминативе години се вложени над 6 милиони евра во нова опрема, која што значително го подобри дијагностицирањето на болестите и лекувањето. Исто така привршува првата фаза од реконструкцијата на болницата, која опфаќа замена на прозорците, кровната конструкција и нова термоенергетска фасада. По завршување на првата фаза ќе се пристапи кон втората фаза од реконструкцијата на болницата, во која предвидени се внатрешните објекти, амбулантите, а ќе бидат изградени и 4 нови операциони сали и 2 нови лифтови.